Добро вечер, дневник во 20 часот на Канал Плюс. Еве кои настани ги издвоивме за ова издание. Останете со нас. Општина Штип и Црвениот крст организираат крводарителска акција која ќе се одржи утре во периодот од 9 до 16 часот во простории на локалната самоуправа. Под превезот на старите обичаи во рамки на девитата пијанечка свадба, Делче Маринков и Вјолца Лека ја кронисаа својата љубов. Намален бројот на правачиња годинава во дел од општините. Градоначалникот на Дилчево со апел за зголемување на наталитетот. Делчево и Пекчево утре ќе одбележат 71 година од ослободувањето. По тој повод предвидени се низа на свечености во двете општини. По повод денот на независноста на Република Македонија и општина Штип и Црвениот крст организираат крводарителска акција која ќе се одржи во понеделник, 7 септември од 9 до 16 часот во просториите на локалната самоуправа. Акција општинската администрација во соработка со Црвениот крст ќе го одбележи 8 септември денот на независноста на Македонија. За акцијата да биде поуспешна и да се соберат што поголем број на крвни единици, свој придонес можат да дадат и граѓаните на општина Штип. На 7 септември, значи тоа е во понеделник, ќе организира крводарителска акција на која што може да учествуваат сите заинтересирани граѓани, а во најголем дел истата е посветена на администрацијата во локалната самоуправа, повеќе до сите наши колеги и воедно до сите граѓани на Штип да помогнат со тоа што ќе даруваат крв, да спасат животи на некој начин хуманитарно, така да кажам да го одбележиме овој 8 септември денот на независноста на Македонија. Годинава општинската организација на Црвениот крст Штип има организирано на 30 на хуманитарни акции за собирање на најдрагоценната течност. Во периодот што следи покрај организирање акции за собирање крв се подготвуваат и за државниот надпревар по прва помош. Во наредниот период редовно ќе се организираат месечно по едно до две крводарителски акции. Во наредниот период ни следува и учеството на државниот надпревар по прва помош, кој што оваа година се организира во Крива Паланка. Екипата која што победи на општинскиот надпревар се подготвува под полна парија и се надеваме на добри резултати. Локалната администрација од Штип е една од ретките која редовно се вклучува во акции за дарување на крв, помагајќи им на сите оние кои имаат потреба од оваа течност која живот значи. Под превезот на старите обичаи во рамки на деветата пијанечко-малешевска свадба, својата љубов ја кронисаа Делче Маринков и Вјолца Лека. Со звукот на зурлите и тапаните, денес Делчево ја слави традицијата и старите свадбарски обичаи. Чест и гордост беше денешниот чин на венчавање за младите Делче Маринков и Вјолца Лека, кои беа главните протагонисти на деветата пијанечко-малешевска свадба. Уште поголема беше честа и на нивните родители, кои што не ја крие радост од денешниот чин на венчавање. Јас сум Делче Маринков од село град Делчевско и се осеќам многу добро, среќен, благодарен дека сум у пијанечка малешевска носија, ми се аресува, ми се допаѓа. Имав мерак многу и ми се исполни тоа желба. Јас сум Вјолца Лека од Албанија. За мене ми е јарно што носа това носија у Делчевското. Среќна, благодарен. Тука по ми јарно това носе што носа, оти там не си носиме таквие. Со стев, со срце, со радост, искам да ги погледам, да вида като сите и моите деца. Сега со старо дело, понапред се работило, немало толку свирачи, со гитари, со кожи, нешто това, примове, работеше така и сега е малку по-убаво. Пијанечко-малешевската свадба е настан со кој традицијата продолжува да живе, истакна легендата на изворниот фолклор Димитар Узунски. Оваа манифестација дава свој голем допринос во обновување на некогашните народни традиции на пијанечката свадба, на малешевската свадба. Радува фактот што манифестацијата е поддржана во општините Берово, Пекчево, Делчево, што мислам дека треба и понатаму да продолжи. Тука е приближно сега. Има некои да се
полно, некои адети. Како беше на времето кога вие се сеќавате? Немаше ништо, не само да. Немаше ништо тогава. А сега е многу атрактично, забавно, културно и се по другите традиции. Има многу разлика од почетокот па са. Напредува. Добро е. Во рамки на 9-та пијанечко-малешевска свадба, како и 39-тиот меѓународен музички и фолклорен фестивал Делчево 2015, организаторот угости над 1000 учесници од земјава и странство. 9-та пијанечко-малешевска свадба е бренд на Источна Македонија придружена со 39-тиот меѓународен музички и фолклорен фестивал. Како организатори многу сме задоволни, имаме над 1000 учесници, исто и толку гости. Делчево се го вративме во минатото, во старото. Казвам се Димитар Белчев. Јас сум градоначалник на најголемото населено место во областа Хасково во Бугарија. Минатата година бев гостин овде, сега сум повторно. Сличноста помеѓу традициите во двете земји е голем, особено во Благоевградско. Старите традиции гледаме да запазиме, песните. Овде сме да ги пренесеме старите традиции кои што сме ги научиле од нашите баби и мајки. Традициите се многу слични со оние кај нас. Инаку општината Делчево, која воедно и главен покровител на настанот, на младоженците им додели парична награда во висина од 200 евра. Значи големо е задоволството да се биде и покровител на овој настан кој што веќе стана традиционален. Секоја година традиционално добиваат поклон од општина Делчево по нивна желба во висина на 200 евра или 12.000 денари. Значи тоа е одлука која е донесена и традиционално се случува секоја година. Денешната церемонија во рамки на 9-та пијанечко-малешевска свадба заврши со свадбарски ручек на стар автентичен начин кој што се одржа во конаците на манастирот Света Богородица Балаклија во Делчево. Во Штип во понеделникот се одбележа 91 година од убиството на Тодор Александров. Почитувачите на делото на Александров присуствуваа на панихида во црквата Успение на Пресвета Богородица во Штипско Новосело. Штип и Штипско, а посебно Новосело, треба да се гордеат со тоа што се расадник на врвни таленти и војсководачи, команданти, генерали, кои ја одбележаа македонската историја, истакна градоначалникот на општина Штип, напоменувајќи дека еден од нив е токму Тодор Александров. Роден во Новосело, крстен во оваа црква Света Богородица, значи загинува на денешен ден на Пирин планина и лично мислам дека остава голема трага во нашето револуционерно движење. Ние, денешните современици и генерациите кои доаѓаат, мораме да ги почитуваме таквите личности, бидејќи тие не се многобројни, но се многу значајни затоа што се бореле за нашиот национален идентитет, се бореле за наша држава. И верувам дека со споменувањето на таквите личности се почитуваме сопствената историја. Покрај останатите на панихидата присуствуваа и штипските пратеници во македонскиот парламент. Ја заслужува таа почит во секој случај, посебно че затоа што е тој штипенец еден од личностите кои го одбележале времето на Штип и Македонија, се борел за Македонија иако постоја доста контраверзности околу неговата националност и самосвест и определба, меѓутоа тоа е докажано дека тој е македонец пред се штипенец од овој дел и штипени знаат да ги спочитуваат сите оние луѓе кои на некој начин се бореле и дале свој допринос за изградба на оваа држава. Денеска на покана на Сдруженијето на граѓани почитувачи на ликот и делото на славните вомаровци, потекло од Новосело, еве сме тука да го обележиме денот на чествувањето на смртта на Тодор Александров, како и секоја година во рамките на моите можности се трудам да присуствувам на овие активности. Денешната панихида беше во организација на Македонското патриотско здружение Тодор Александров од Битола. Може да се каже дека Тодор Александров е еден од плејадата македонски дейци кои што во поранешната комунистичка, србо-комунистичка историографија беше антамизиран и прикажан во негативна конотација од идеолошко-класни причини. Новите документи, историски податоци договорат дека Тодор Александров е најголемите лидери на внатрешната македонска револуционерна организација која води борбата за независна македонска држава после балканските војни, после Букурешкиот мировен договор, после поделбата на Македонија и на македонскиот народ помеѓу Србија, Грција, Бугарија и новоформираната албанска држава. ВМРО Централниот комитет предводен Тодор Александров ја води борбата за обединување повторно на Македонија, испраќа протестна нота и писма против новата поделба на Македонија, се стреми за повторно обединување на Македонија во една целокупна целина. Чекутков истакнува дека после Првата светска војна Тодор Александров ја возобновува ВМРО како организација во Пиринска Македонија и оттаму ги води борбите за создавање на независна македонска држава против големосрпските, големогрчките и сите влади на Бугарија, кои се противставија на борбата на ВМРО за независна држава под паролата Македонија на македонците.
Неделава беше во знакот на учениците. Започна училишната година. Во дел од општините бројот на правачења има тренд на намалување. Градоначалникот на Делчево Дарко Шехтански со апел за зголемување на наталитетот. 322 правачења денес за прв пат седнаа во училишните клупи во основните општински училишта во 4 општини од крајниот исток. Во Берово во основното училиште Дедо Илио Малешевски се запишаа 92 правачења, во Русиново 12, во Пехчево во основното општинско училиште Ванчо Китанов 43 правачења, додека во основното општинско училиште Свети Кирил и Методи во Македонска Каменица 60 правачења го започнаа своето образование. Во Делчево во основното општинско училиште Ванчо Прке, првото училишно звонче го слушнаа 73 правачења, а во основното општинско училиште Свети Климент Охридски 52 правачења. Се собравме денес овде да го одбележиме вашиот прв училишен ден, да бидеме сведоци на вашата радост и возбуда, да ви дадеме поддршка на почетокот на вашиот нов живот во училишните клупи. Да искористам оваа прилика да им го честитам почетокот на учебната 2015-2016 година на сите ученици во општинското основно училиште Ванчо Прке Делчево. Градоначалникот на општина Делчево Дарко Шехтански на сите ученици им го честита почетокот на новата учебна година, а на правачињата првиот училишен ден. Од денес започнува дружењето нова генерација со нови бројки и букви, со нови знаења кои што во текот на наставниот процес кој што е пред вас, се надеваме од вас ќе претворат успешни економисти, правници, наставници, инженери. Иако во неколку општини од истокот се зголемува наталитетот, неговиот тренд на намалување во Делчево полека го зема својот данок. Градоначалникот Дарко Шехтански апелира до сите релевантни фактори со своји сили и активности да се вклучат во спречување на трендот на намалување на наталитетот, за општина Делчево да не се затекне со проблемот од намалување на паралелки и отпуштање на просветни работници. 2013 година, 2014, 2015 од овде и од просториите на Ванчо Преке и посакавме добре дојде на 445 правачиња. Во истите 3 години нема да има родени повеќе од 330 деца. Тоа би значило дека 2019, 20, 21 година, кога овие дечиња ќе станат прводеленци, второ деление и трето деление, нивната бројка во училишните клупи нема да биде повеќе од 300. Тоа значи најмалку 8 до 10 паралелки помалку, најмалку 8 до 10 наставници нема да бидат примени на работа. Апелирам на сите вас, како родители, како наставници, да обратиме сериозно внимание на овој негативен тренд на нашето општество. Нема општество со мал број на граѓани кој што ќе привлече инвеститори, кој што ќе привлече капитал. Тоа е тренд во сите држави. Државите кои што имаат одумирање, кои што имаат надолен тренд, економски не може да заживеат. Во насока на зголемување на наталитетот, владата на Република Македонија во последните неколку години успешно ја спроведува кампањата за трето дете. Родителскиот додаток за трето дете се исплатува месечно за период од 10 години во висина од 8.048 денари. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски на пресконференција информира за новата мерка која што е дел од оперативниот план на активни мерки и услуги за вработување за 2015 година, финансиска поддршка на микро и мали компании. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски на денешната пресконференција информираа за новата мерка која што е дел од оперативниот план на активни мерки и услуги за вработување за 2015 година, финансиска поддршка на микро и мали компании, која треба да даде дополнителна финансиска поддршка на најмалите компании да им помогне да отворат нови работни места. За реализација на оваа мерка за 2015 година се предвидени 18 милиони и 400 илјади денари за отворање на 200 нови работни места. Очекуваме со завршувањето на јавниот повик кој што ќе трае до 16 септември оваа можност да искористат поголем број на домашни компании, да ги поттикнеме, да ги финансираме за да отворат нови работни места. За секое ново отворено работно место, за секое ново вработување, овие приватни компании ќе можат да добијат 92.000 денари грант, финансиски средства за опрема и репро материјали од страна на државата. И понатаму ќе продолжиме со реализација на низа мерки кои што вродуваат со резултати, им помагаат на македонските
сите компании да отворат нови работни места, ги стимулираат и ги финансираат истите. Директорот Поповски истакна дека самата мерка се реализира во неколку циклуси, во кој што првиот циклус е апликација и поднесување на бизнис план, со кој што компаниите го развиваат својот бизнис и ќе посочат дека имаат потреба за вработување на одреден број лица заради проширување на самата компанија. Вкупно се 200 вработувања, ние надеваме дека ќе се јават повеќе компании кои што сакаат да прошират повеќе работни места, со тоа што ќе создадеме повеќе работни места во микромалите предпријатија кои што имаат потреба од вакви финансиски средства во вид на опрема и репро материјали. На крајот ќе биде објавен списокот на селектираните и сите ќе потпишат договор со агенцијата и ќе ги добијат средствата. Условите се компанијата да не должи јавни давачки, да не го намалила вкупни број на вработени последните 6 месеци, односно заклучно со 31.12.2014 година навака да не го намалиле бројот на вработени, да не должат јавни давачки од типот на даноци, на придонеси за вработување и минатата година да имале најмалку нула завршена сметка во Централниот регистар на компании. 12 месеци ќе трае, значи вработувањето е на најмалку 12 месеци, со тоа што доколку некој лице си замине, компанијата треба да го замени со ново лице во рок од 15 дена од прекинување на договорот кој што го имале со претходното лице. Инаку компаниите не можат да користат бенефит од Македонија вработува, туку директно си плаќаат придонеси за секое ново вработување, бидејќи ова е субвенционирано вработување. Продолжуваме со информациите кои одбележаа неделата. Во тек е реализација на втората фаза од проектот за уредување на влезот во Штип. По асфалтирањето на кружниот тек на влезот на Штип во населбата Железничка, во тек се градежни зафати за асфалтирање на сообраќајницата која води до подвозникот кај кампус 4. По асфалтирањето на кружниот тек на влезот во Штип во населбата Железничка, општина Штип и јавното предпријатие за државни патишта продолжуваат со втората фаза од проектот за уредување на влезот во Штип. Во тек се и градежните зафати на сообраќајницата која води до подвозникот кај кампус 4. До крајот на оваа недела се очекува да заврши комплетно проектот, значи до спојот на патот кој што води кон Три чешми, односно после подвозникот кај кампус 4, со што и овој дел на Штип ќе биде комплетно уреден. Во трета фаза општината предвидува значи реконструкција на тротоари и за што има веќе издвоено буџет од околу 50.000 евра. Се очекува до крајот на оваа недела да биде асфалтирана оваа влезно-излезна сообраќајница. Со уредувањето на влезот ќе се реши еден од поголемите проблеми не само на жителите во оваа населба, туку и на студентите кои одат пеш и до кампус 4. Со реконструкцијата на тротоарите ќе се зголеми и безбедноста на сообраќајот. Вредноста на целиот проект чини 9 милиони денари или повеќе од 145.000 евра. Во тек се и 3 тендерски постапки за асфалтирање на локални улици и сообраќајници. А наскоро ќе завршат и постапките за асфалтирање на улица Вардарска, Балканска и Тодор Чучков. Ке се асфалтираат пристапни патишта до спортско-рекреативниот центар Пониква. Во тек е средување на документацијата за уредување на просторот Арамиска чешма со мини езерца. Во план се паркинзи и канализацијска мрежа, а се изработува и документација за нови ски патики и ски лифтови на Пониква. И овој дел е еден од оние моменти кои што ги вложуваме заеднички сите, и општините Кочани и Пробиштип и другите организации, па и самата Македонска православна црква, Охридска епископија, да овој дел заживее. Да овој дел кој што е напуштен, кој што е оставен воглавном на стари луѓе, напуштен од помладите, да го повратиме назад, било преку туризмот, било преку овакви организации, преку овакви посети, било преку користење на капацитетите кои што ги нуди Осоговскиот масив со шумските богатства, со шумските плодови и сето оноа кое што може да се овде забележи. Започна откупот на грозјето. Квалитетот годинава е одличен. Откупните цени се утврдени на државно ниво, а утврден е и рокот за исплата на откупниот род. Штипската винарија Езимит планира откуп и преработка на над 20 милиони килограми грозје од поширокиот регион. Езимит вино започна со преработката на грозјето од годинашнава реколта. Според одговорните во оваа фирма, грозјето е со висок квалитет,
се работи деноноќно со цел да се искористат поволните временски услови за да се преработи секое зрно грозје. Ние сме многу задоволни од квалитетот, претежно од врнежите и сончевите денови се испадна како порачено, како што очекувавме и како што сакавме. Годинава Езимит Вино планира откуп на 20 милиони килограми грозје, од кое дел ќе биде сместено во визбата во Штип, а дел во винарската визба во Лозово, која од неодамна е во сопственост на штипската фирма. Го проширивме нашиот капацитет, купивме нова винарска визба во Лозово и оваа година планираме да откупиме 15 милиони килограми грозје. Со тоа планираме да откупиме околината каде што се наоѓа визбата, потоа Велешката околина, Свети Николе и сите села што се наоѓаат во околината на визбата. Во Езимит Вино на прво место се кооперантите. Парите за предаденото грозје им се исплаќаат истиот ден. Езимит останува на девизата донесено во визба добар квалитет и додека да се отиде дома лозарот да биде веднаш исплатено грозјето. Во наредните денови, слично како и минатите години, ќе се откупува квалитетно грозје од сортите Вранец, Шардоне, Смедеревка, Мерлот, Каберне. Најмалку 6 лица загинаа, 20 се повредени, откако тркачки автомобил излета од патека и удри во група гледачи за време на рели во северниот дел на Шпанија. Несреќата се случила во саботата во градот Карал за време на Коруња релито. Во несреќата животот го загубиле 4 жени и 2 мажи, а уште 20 лица се повредени, од кои 2 се во критична состојба. Полицијата ги истражува причините за несреќата. 66 годишен аргентинец 6 години ги држал во кафе својата сопруга и аутистичниот син во куќа во местото Мар де Плата, околу 400 километри од главниот град Буенос Ариес. Тоа е потресна приказна. Кога влеговме во куќата, тоа беше чисто лудило, изјавил за локалните медиуми правосуден извор кој сакал да биде неименуван. Поранешниот зидар направил импровизиран кафес во кој што 6 години ги чувал затворени својот 32 годишен син и 61 годишната сопруга, која што патела од психички проблеми. Ужасот е откриен откако правосудните органи наредиле претрес на неговата куќа, по дојавата во полицијата од другите синови на двојката. Поранешниот председател на Чешка Вацлав Клаус иницираше петиција против имиграцијата, со која повика владата да ги обезбеди внатрешната и надворешната безбедност на државната граница со сите средства, вклучувајќи ја полицијата и армијата. Клаус повика на отфрлање на квотите за бегалци и почитување на важечките договори во политиката за азил и одбивање на притисокот за промена, што би олесниле понатамошната имиграција. Петицијата прв ја потпишал Клаус и објавена на интернет. Македонската кошаркарска репрезентација славеше победа против репрезентацијата на Холандија со резултат 71:78. На денешниот надпревар најефикасен кај нашите кошаркари беше Владо Илиевски, кој успеа да уфрли 14 поени. По 13 забележаа Костовски и Трајковски, додека исто така двоцифрени во нашиот состав беа и Војдан Стојановски со 11 и Хендрикс со 10 поени. По вчерашниот пораз од Грција, Македонија ја забележа првата победа. Следниот надпревар на Евробаскетот Македонија ќе го одигра во вторник против домакинот Хрватска. Денешната победа е многу важна за Македонија, бидејќи е во игра за пласман на едно од првите 4 места кои водат во осмина финалето на Евробаскетот. На Македонија е потребна уште една победа во останатите 3 дуели. Со нови информации од Истокот утре во првото информативно издание. Останете со нашата програма. Пријатна вечер.